Регулатива на работните односи и пазарот на труд во компаниите кои се занимаваат со интелектуални дејности е темата на форумот кој денеска се одржа во Битола. Средбата е во рамки на проектот на USAID партнерство за подобра бизнис регулатива, а целта на истиот е да се запознаат малите и средни предпријатија со регулативата и полесно да можат да ја имплементираат. Самиот проект развива алатки за да може сето она што компаниите го бараат како измена или промена во законите, или сето она што им смета во работењето да се транспонира до институциите на државата за да се направат соодветни измени или за да се адаптираат законите согласно потребите на малите и средни предпријатија, велат од Стопанската комора на Македонија. Денешниот настан е со малце поспецифична тема, се работи за работни односи за компании од интелектуалната дејност и се одржува токму тука во Битола, се со цел да ги запознаеме со компаниите, што е она што Законот за работни односи го предвидува за да може малите и средни предпријатија понатаму полесно да се организираат. Проектот е со средства од USAID, како што кажав, е 4 годишен проект. Партнери во самиот проект се 5 институции, односно Епицентар како компанија и лидер на проектот и 4 стопански комори, Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија, Стопанската комора за информатичко-технолошки компании и Сојузот на стопански комори. Ова е прв проект на кој 4 комори заедно соработуваат со цел да се најдат начини проблемите на фирмите кои се нивни членки, најдобро да се адресираат и да се најде решение на истите. Минатата година направени беа анкети во фирмите, се со цел да се најдат проблемите со кои тие се соочуваат. Заклучоците што ги имавме при овие истражувања беше дека проблемите на фирмите микро, мали со големите фирми се многу различни. Односно проблемите што се однесуваат во согласување со законската регулатива на фирмите кои што паѓаат во делот на микро, мали, дури делумно и средни, се далеку поголеми во однос на оние кои што имаат капацитети, имаат начини, дали надворешни, дали внатрешни, да ги адресираат тие проблеми. И од тие причини фокусот на нашата интервенција е најмногу таму. На досегашните работилници учесниците дискутираа за правата и обврските од Законот за работни односи и Законот за заштита при работа, правата и обврските кои произлегуваат од законите за даночна и царинска работа, како и регулативата за животната средина и прашањата поврзани со неа. Ова е на некој начин како сублимиран момент од сите оние работилници кои што поминаа во делот на проблемите за Законот за работни односи. Не случајно избравме токму услужната дејност како некоја специјалност, каде што ќе имаме колеги кои што се тоа ќе го надополнат и допринесат за да, како што каже господинот Љубомир, произлезат заклучоците од она што ќе го побараме од институциите и од регулаторот, каде може да се направат измени. Би потенцирале дека зборуваме за некои предлози за измени кои што се неопходни со оглед на современите трендови. Значи не зборуваме само за критики кои што чинат или не чинат, туку навистина да се прилагодиме на современите трендови. Партнери во реализацијата на 4-годишниот проект се Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии.